Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Се празнува светиот Климент Охридски, црковен и народен великан. Денес е неработен ден за сите граѓани. Во чест на Свети Климент Охридски во неколку училишта во Гостивар беа организирани пригодни манифестации. Што мислат тетовци за поскапувањето на цените на производите? Денес се празнува светиот Климент Охридски, црковен и народен великан. Во храмот Свети Кирил и Методи во Тетово се одржа света божествена литургија. За значењето на денешниот празник говори отец Александар од Тетовското архиерејско наместништво. Денеска православните верници го празнуваат споменот кон Свети Климент Охридски. Празникот со богослужба беше одбележан и во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Свети Климент Охридски е познат како првиот македонски архиепископ, а во исто време и основач на Охридската книжевна школа, како и еден од повеќето ученици на светите браќа Кирил и Методи. Светиот Климент Охридски е роден кон 840 година како словен и многу рано станува ученик на светите браќа, солунските просветители, учители Кирил и Методи, која имале задачата и мисијата за христијанизација на словенското население, односно за превод на богослужбените светоотечки текстови, текстовите на Светото писмо од грчки јазик на разбирлив словенски јазик. Така тие како ученици на светите Кирил и Методи трнале низ мисиите во Моравија, во Панонија, каде што се истакнале со својата послушност кон своите учители, со својата соработка и помош во превод на делата, на светоотечките дела, на богослужбените дела од старогрчки јазик на црковнословенски јазик. По смртта на нивните учители, тие се враќаат кон југот, кај при царот Борис, и подоцна светиот Климент Охридски доаѓа во Македонија, каде што основа црква во Белица, каде што е првото негово епископско седиште, а подоцна и во градот Охрид и постанува епископ на градот Охрид. Таму ја отворил Охридската книжевна школа, во која се школувале околу 3500 ученици, од кои што подоцна произлегле вероучители, свештеници, административци и така натаму. Школа во која најнапред било проповедано Евангелието Христово, а потоа и останатите науки. Го поучувал народот и во подвигот на осветувањето и во подвигот на аскезата, направил прекрасни беседи кои се во разбирлив стил на разни теми и разни празници, и се упокоил во Охрид во 916 година, во август месец. Значи празникот кој што му го празнуваме во август е ден на неговото упокојување, а денес е одреден како дополнителен празник во кој си спомнуваме повторно за Свети Климент, заради тоа што во летниот период луѓето се раштркани. Црквата одлучила во денешниот ден, исто така во зимниот период, кога може институциите кои што го носат неговото име да го прослават празникот, да се слави во денешниот ден, 8 декември, заедно со Свети Климент Римски, папа римскиот првиот век, чии што мошти ги пронашле светите Кирил и Методи на своите патувања.
и заедно со Свети Климент Римски денес го празнуваме и Свети Климент Охридски. Инаку во чест на Свети Климент Охридски, секоја година во собранието се доделува државната награда Свети Климент Охридски за особени остварувања во повеќе области. Денес и многу институции и училишта во земјава го носат името на Свети Климент, а една од тие институции е и Државниот универзитет во Битола. Свети Климент Охридски се чествува и како државен празник. Во чест и слава на Свети Климент Охридски по повод денешниот празник во неколку училишта во Гостивар беа организирани пригодни манифестации. Ученици и професори во гостиварските училишта го чествуваа просветителот и светец Климент Охридски, чиј празник се одбележува на 8 декември. Во Средното техничко училиште во училишниот хол беше организирана пригодна манифестација под менторство на професорките по македонски јазик Гордана Страшевска и Верица Ефтоска Илиоска. Одбележувањето на овој празник за Општинското средно техничко училиште секогаш представува еден посебен предизвик и момент во времето и во просторот на кој денес му припаѓаме и навистина ни представува посебна чест да му оддадеме почит и благодарност на големиот учител, по чии стапки чекориме успешно повеќе од еден милениум. Македонија од секогаш била лулка на словенската писменост и култура и за животот на Климент Охридски представува посебна чест и обврска да се говори. Во рамки на манифестацијата, ученици преку реферат и видеопрезентација подсетија на ликот и делото на Свети Климент, а беа прочитани и литературни творби кои го слават овој великан. Свети Климент е роден околу 830 година и потекна во територијата на Македонија. По млади години ги придружува светите браќа Кирил и Методи и учествувал во повеќето нивни просветителски мисии. Се истакнал со неуморен труд и залагање за ширење на словенската писменост и култура и во никој случај не подвигнал под притисоците на тие јазичниците. Во 886 година Свети Климент ја започнува и се посветува на словенската мисионерска работа во областа Котмичевица, Охридска. Дејноста на Свети Климент била слична на онаа во Панонија и Моравија, со таа разлика што сега се борат со грчкото свештенство, а не со латинското. Цели 2 века пред Болонскиот универзитет, тој го основа првиот словенски универзитет во Охрид. Од тука излега преку 3500 ученици, кои словенската писменост и уметност ја сирале дури до руски. Манифестација по повод денот на Свети Климент Охридски се одржа и во гимназијата во Гостивар, а ја организираше активот по македонски јазик и литература. Програмата беше исполнета со рецитал и лични творби на ученици, квиз на знаење, музички изведби и ликовни творби посветени на основоположникот на словенската писменост во Македонија. Тетовци сметаат дека замрзнувањето на цените на производите требаше да се направи многу порано. Велат дека се е поскапено, така што идва и врзуваат крај со крај во месецот. Се е поскапено, затоа ние доаѓаме овдека во градот и купуваме поевтина роба. Тоа е. Ете сега ги замрзнаа цените на одредени производи. Требаше ли порано тоа да се направи или? Па би требало сега, дека е светска криза, не е само овдека, животот е тој. Ние имаме роднини во странство, знаеме, контактираме, знаеме што се случува таму. Така, се најавува поскапување на цената на струјата. Треба ли да се замрзне и таа сегашна? Па за спрема стандардот на граѓаните треба. Треба, меѓутоа сега се е скапо, се иде нагоре и се вика и сировините за производство на струја и тие идат нагоре, така да тоа е. Многу малу останува за да преживееш. По доктори, по лекој, скапо е све. Со 13.000 пензија што можеш да правиш? Толку. Ги замрзнаа цените на одредени производи. Да. Сметате ли тоа дека требаше порано да се направи? Требаше, а нека ги дигнаја све цените на зејтинот и на шеќерот и на лебот. 30 денара леб. Се овие лепи е 300 грама, баш јас сум го мерела. 300 грама леб за еден човек не стига. А цената на струјата треба ли да се замрзне и таа? Па према финансиве на пензиите, на платите како што не се покачени, би требало да ја замрзнат барем неколку месеца.
не можеме да достигнеме месец. Верујте ви дека тоа е претерано. Што е 100 динара зејтин? Ево баш жена ми земи зејтин, ми друго не е, мас не иде ништо, друго не може. Него не знам како. Поубаво е да наđe неко решение, да то не се качуе цените толку голема. Зошто да иде цене кога не треба? Нема потреба да иде цене голема. Нормално дека сваки, знате пензионери колку има земјоделски? 10.000, што ќе со 10.000? Он треба да плати струја, треба да зема да купува нешто, не може другшие. Кој ќе дојде, ќе удира, покачува струјата, ми е како народ траемо. Јас сум работил од Данска. За 1 цент ако се покачува, за 1 евро, струјата или лебот, целиот народ на улица. Овде ми чекаме од македонците чекаат од албанците. На крај мара, куќа не метла. Психологијата како тематика секогаш е проткаена во делата на младиот автор од Тетово Јован Илиевски, кој е и дел од неговото образование. Тој неодамна го објави својот нов роман Соба 610, но вели дека веќе пишува и работи на ново дело. Пишувам сум инспириран од едно конкретно нешто. Пак, ајде само тоа ќе го кажам дека пак е во некој сличен фазон како Соба 610. И тоа е тоа што сега можам да го кажам за тоа, но пишувам, да, во меѓувреме, нели се посветувам и на психологија. Тоа што најмногу ми помага таа наука е тој момент да искам еден совршен психолошки профил на еден лик, без да го сакам или мразам, туку едноставно да навлезам во неговата суштина како психолог објективно. И така по-длабоко да допре до самите читатели. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека и годинава спроведува превентивна кампања со цел на граѓаните да им се укаже за можните последици од употребата на петарди и други пиротехнички средства. Посебно актуелна прети за време на новогодишните и божичните празници. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека и годинава спроведува превентивна кампања со цел на граѓаните да им се укаже за можните последици од употребата на петарди и други пиротехнички средства, посебно актуелна прети за време на новогодишните и божичните празници. МВР презема и репресивни мерки со цел санкционирање на употребата на петарди и други пиротехнички средства и ги подсетува граѓаните за законските одредби во кои е санкционирана употребата на пиротехнички средства и нивната нелегална продажба. Така, Законот за прекршоци против јавниот ред и мир во член 31 предвидува глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противредност за оној кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен или лесно запалив материјал или на сличен начин ги нарушува мирот и безбедноста на граѓаните. Согласно Кривичниот законник во член 396 е предвидено недозволеното изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи, при што тој што неовластено изработува, држи, продава, набавува или врши размена со огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од 3 до 10 години. Ако предмет на делото од ставот 1 е поголемо количество на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, или огнено оружје, муниција или експлозивни материи кои на граѓаните им се забранети, сторителот ќе се казни со најмалку 5 години затвор. Фудбалските второлигаши го одиграа вонредното 14-то првенствено коло. Екипата на Беса загуби од Скопски Вардар со 1:0 на најинтересниот надпревар од вонредното 14-то коло на втората македонска фудбалска лига Запад. Иако фудбалерите на Вардар беа фаворити на овој надпревар, сепак и двете екипи имаа по неколку убави можности за постигнување на погодок, а домашната екипа пружи достоен отпор, дури на моменти беше и подобар противник на теренот. Единствениот погодок на мечот беше дело на Филип Петковски во 79-тата минута, кога со глава
Слава прецизно стрелаше во мрежата на Беса после одличното нафрлување на Дејан Блажевски од десната страна. Го контролиравме целиот надпревар, бевме подобар противник, слободно може да кажем, бевме многу надмотни над екипата на Вардар. Денеска примивме да не стечен гол. Морам ова да го кажам сега. Овие судиите го носат Вардар, сега со зор да терат на позитивен резултат. Ми се чини тука имаше катастрофална грешка кај примениот гол на судијата кој не судеше чист фаул, па на другата страна ние примивме гол. Имавме многу шанси, чисти шанси не ги искористивме. Еве и последниот момент тука кај што се ствараше имаше значи ветувачка акција, судијата не дава фаул чист за нас. И морам да кажем дека го штити. Поразот денеска не можем да кажем ДПК беше заслужен. Бевме многу подобар противник, игравме многу на сите елементи на фудбалската игра. Еве и среќата малку не ни недостасува, али тоа е во фудбалот. Пред се благодарам на домашната екипа за одличниот прием. Теренот беше таков како што беше, навистина ни отежна на двете екипи, не можеше да се игра фудбал, меѓутоа ништо како генерален заклучок, посрекната екипа денеска победи и додеше резултатот и на другата страна немаше да биде незаслужено. Мислам дека сите актери што беа на терен дадоа максимум и треба само да им се честита. Навистина условите не беа најдобри. Како што видовте, теренот беше многу тежок, немаше никакви услови да се игра. Среќа наша со борбеност. Успеавме да дојдеме до овие 3 бода. Ова ќе го славиме и продолжуваме понатака за понатамошните надпревари. И останатите две екипи од Полошкиот регион кои настапуваат во втората лига Запад забележаа порази. Тетек загуби со 3:1 на гостувањето кај лидерот на табелата Силекс, додека гостивар е поразен од Охрид со 4:2. На останатите надпревари Кораб го совлада Кадино со 3:1 на гости, додека Воска со 2:1 беше подобро од Велешта, исто така на гостински терен. На табелата во водство екипата на Силекс со 38 бодови, пред Воска со 29 и Вардар со 26. Тетек се на петтата позиција со 18 бодови, еден повеќе од гостивар на шестото место. Екипата на Беса е на 9-тата позиција со 13 поени. Следното воедно и последно есенско коло од втората македонска фудбалска лига Запад ќе се одигра во сабота. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.